Како што кажав на самиот почеток, дека за жал кај нас културата во помалку бројните заедници, а воопшто и кај бошњаците, е сведена на фолклор и одбележување на значајните денови. Тоа е денот на бошњаците и денот одавање почит на жртвите на геноцид на 11 јули. И сето тоа се сведува таа култура на тие два значајни датуми, каде што ние немаме ни промоција на книги. За жал, може да се каже дека 1 до 2 годишно книги се промовираат. И замислете вие како на еден млад човек ќе му ја представите својата култура. Како ќе му кажете дека треба да се бави со културните дејности, да организира, да се залага нешто, да направи за својата нација, за својот народ. А воедно и да ги сближи и останатите. Ние како организација Шадрван почнавме да обележуваме денот на бошњачите со читање на поезија. Тоа беше во склопот исто така со УФУК, невладината организација, каде што ние решивме, ние заеднички, да направиме една мала ретроспектива на нашите заеднички стихови, каде што младите учествуваа и читаа поезија од познати и турски и босански поети. Но турците се откажаа, ние продолживме. Што пронаправивме ние? Ние почнавме да го усовршуваме тој фестивал, на каде што само ги повикувавме поетите бошњаци. Од друга нација немаше никој. И што се сведе тој фестивал на поезија? Се сведе на 5 поети, кои што всушност само се читаме и си знаеме, си разменуваме ние всушност тие стихови. Свативме дека не знаеме ни еден поет од албанската заедница, ни еден поет од турската заедница, ниту пак да ни дојде некој од македонската заедница да учествува на тој фестивал. А воедно и сакавме да биде тоа меѓународен, да дојдеме во соработка и со останатите, со Санџак, со Босна, каде што, ете, на тој начин ние сакаме да ја представиме нашата култура. Но, што се случи? Ние пробуваме, аплицираме до Министерство, Министерството ни дава 45.000 денара. Каде што и господинот Алагјозовски на еден од фестивалите беше учесник и го отвори тој фестивал. Така да културата е навистина скапа работа. Културата дава можности, но и ги креира политиките. За жал, кај нас културата ја креира политиката. Не ја всушност креира политиката како што би требало да биде. За жал, но и вистинито е дека културниот мрак, не само во бошњачката заедница, туку и на македонската сцена. Ние немаме дебати, или како што е ова вечерашна дебата, да направиме една дебата, да размениме мислења, па да се скараме, па да речеме, чекајте да видиме што е тоа што не сближува, што е тоа што не разединува. За жал, кај нас културата се сведе само во својата средина. Место да дојдеме, да бидеме open the door, ние се затвараме. Значи, треба и ние како и општество и како културни работници да го промовираме тој мултикултурниот елемент што го поседуваме. Замислете, ние сме Балкана мало. И баш на вистина и фестивалот кој што го крстивме Балканска вечер на поезијата. Бидејќи, замислете кога кажав во Босна дека постои влашки јазик и дека има поети и дека ствараат на влашки јазик, дури се зачудија. Вика, не е можно.
дека тие веќе, дали постојат тие воопшто луѓе? Да, постојат, ги има. Направивме зборници каде што учествуваа сите буквално заедници од сите помалку бројните, така да и дури и ромите ги скопавме од некое место, така да на еден начин требаме да се промовираме и да се основаваме самите со себе. Бидејќи не може никој нам да ни дојде од страна и да ги реши проблемите. Исто како да имаме ние проблем со комшија. Со комшија кој може да ти го реши проблемот ако не си го решиме самите со себе си. Така да, еве и еден апел до сите политички субјекти да внимаваат на нивната риторика, како се изразуваат, бидејќи сега и младите добиваат фрустрирачка нота каде што не сакаат да го запознаат своето другарче. Бидејќи ние сме растеле заедно, дури овдека и со векови луѓето живееле, обстојувале, работеле, сега ние на еден начин ние треба да се изолираме, никој со никого да не зборува, само ако е од мојата етничка заедница. Така да и медиумскиот мрак кој што постои сепак во нашата држава е навистина жално, бидејќи вие замислете на нашите медиуми што ни пласираат, нам ни пласираат само информативни серии, каде што информативни вести, каде што цело време само политичарите се во првиот сегмент, немаме ништо друго. Колку бројни награди нашите млади или нашите деца добиле надвор од државата, ние тоа никогаш не сме го виделе, нити сме го прочитале, па ниту пак да си го слушнеме. И како ние утре дента на нашиот млад човек ќе му кажеме дека треба да се образува, дека треба да вложува, бидејќи образованието навистина е инвестиција. И зошто сега па можам да кажам дека нашите млади се воопшто за ништо не заинтересирани. Бидејќи знае дека утре дента треба да го заврши тој факултет, утре дента татко му ќе биде во некоја политичка партија, од таму ќе добие книшка, тој ќе биде на некое добро место, ќе биде вработен. Што останува? Децата кои што навистина се бореле, инвестирале во себе, учеле, остануваат дома. И што им треба? Да ги соверат праталите и да се заминат надвор. Тие се навистина погубни политики кои што треба навистина да седнеме и да размислиме каде одиме. Благодарам. Како ја гледате улогата на формалното образование? Yes? Да, во зачевување и приближување на културата на заедниците до поширокото општество? Формалното образование и околу тоа прашање навистина може доста да се дискутира и да се зборува, но ако, како што кажав и на почеток, дека секоја заедница кај нас има добиено, ако е над 20%, да биде и да ја изучува наставата на свој мајчин јазик. Но исто така и од други националности може да го земе тој јазик и култура на останатите заедници, да го проучува. Дали има интерес за тоа? Интерес нема, бидејќи овдека навистина и мултикултурниот аспект кај нас е многу малку застапен, а исто и она што во образованието и што треба да се спроведе, ние сме многу добри на листот се трпи, но во пракса ние не сме она што треба да биде, бидејќи ние и тие програми што ги имаат мултикултурниот аспект, ние дали ќе ги спроведеме или нема да ги спроведеме. Така да од тој аспект може да се рече дека навистина сме многу оскудни.